Во минатата емисија ви информиравме за победникот на Auto-Best изборот за 2018 година и веќе знаете дека е тоа Citroen C3 Aircross. Што е тоа што ги одоброволи членовите на жирито да гласаат токму во поголем број за Citroen C3 Aircross? Пред се, тоа е неговиот храбар изглед. Погледнете, ова возило делува како да е направено да освојува нови пространства, како да освојува нови планети. Робусниот дизајн делува моќно, но и тука се многу битни биколорноста на целата каросерија, односно триколорноста, каде што се наоѓаат и пластични површини, но и весели бои кои ја отвараат целата каросерија. Citroen C3 Aircross припаѓа во класата на компактни моноволуменци. Овој автомобил го возев 4 пати. Првиот пат во Париз, вториот пат на тестирањата на Auto-Best во меѓувреме во Македонија, но имав шанса да го возам неодамна и во Србија. Но сега битно е дека овој автомобил го возевме во сите метеоролошки услови. И кога имаше сонце и кога врнеше, па сега имаме и снег. Внатрешноста на C3 Aircross е интересна. Таа воедно делува младешки, делува модерно, но делува и женствено. Целата концепција на внатрешноста е да биде направена да одговара на потребите на урбаните луѓе. Видете го само потегот во средината. Тој има комбинација на пластични површини кои се обложени и со текстил. Прво што се забележува тоа е тврдата пластика, но во оваа класа на возила, без оглед дали се изработени во Франција, Германија или пак Кореја, секаде има груба пластика. Насекаде е приметлива биколорноста, односно триколорноста на самите дифузори за вентилација, на воланот, па дури и на седиштата. Она што треба да се истакне за овие седишта е дека се многу удобни. Дури и возачот има наслон за раката кој и не е толку функционален. Она што ми пречи во внатрешноста на C3 Aircross, нема простор да се одложат, да кажеме, клучеви или пак ситни предмети. Нив морате да ги ставате или во џеповите на вратите или во касетата на сопатникот, која исто така нема многу голем простор. Победник на годинешниот Auto-Best, но дали е најдобар автомобил од сите 6 финалисти? Тоа е многу тешко да се каже, бидејќи во некои категории C3 навистина е супериорен, како што е во храбриот дизајн, но и добриот распоред на внатрешноста. Апострофи се ставени на дизајнот и тој не може никого да остави равнодушен, но сепак има една нагласена нота на женственост. Такви се и возните својства на C3 Aircross, помалку женствени. Управувањето е прецизно, но во свиоци, доколку сакате агресивно да го возите, ќе се почувствува изразена подуправување. Подуправување кое може лесно да се контролира, но сепак јавува дека предницата е малку повеќе тешка, а има отсуство и од погон на сите тркала, така да возачот ќе има доста работа во свиоците, се разбира, ќе повторам, доколку го возите агресивно. C3 Aircross е скроен да биде удобно, урбано, но и патничко возило. И тука ја исполнува својата цел. Овој автомобил не е ниту... Еве,
За ова зборував. Многу лесно во посилни свиоци, доколку возите малку побрзо, знае целата кабина да зашета. Но, да се вратаме на удобноста. Удобноста е изразена на високо ниво. Самото седење, како што реков на почетокот, на седиштата е извонредно удобно и мислам дека во оваа констелација можете лесно да проголтате илјадници километри. Самото опружување на возачот е пријатно, а ергономијата е на високо ниво и можете многу лесно да се снајдете со менито на екранот кој е осетлив на допир. Многу интересна појава е C3 Aircross на улиците, бидејќи во било која средина, кога го возев, чувствував дека има многу погледи кои се љубопитни и се лепат за изгледот на овој автомобил. Кога зборуваме за титулата Auto-Best, неспорно е дека треба да кажеме дека C3 Aircross собра најмногу поени од моите останати 30 колеги по прашање на употребливоста и на цената. Тестираниот модел, бидејќи има и автоматски менувач, кошта нешто повеќе, но и нивото на опременост е многу повисока од класичниот, па така да овој модел чини околу 19.000 евра, но е опремен со многу високо ниво на опременост. Автоматскиот менувач многу добро е впарен со нисколитражниот 1,2 литрен 3-цилиндричен турбо-бензинец кој испорачува 110 конски сили. Во 4 наврати дур го возев C3 Aircross, а го возев најмногу со оваа констелација на механика, забележав просечна потрошувачка од 7,9 литри. Со овој модел поминав повеќе од 700 километри, но треба да се земат во предвид ниските температури, понекогаш и многу кратките растојанија во кои не успеав ниту да го загреам моторот. Не е ова правдање. Мислам дека во едни по-култивирани услови, се разбира временски, овој автомобил нема да потроши повеќе од 6,9 литри на изминати 100 километри. C3 Aircross, иако делува дека е посветен на младите, но и на понежниот пол, тој многу лесно може да ги задоволи потребите и на машкиот пол, особено кога зборуваме за оние мажи кои не се многу заинтересирани за спортски перформанси и агилно возење. Туку нив им е најбитно да возилото да биде богато опремено и да ги исполнува условите кои се неопходни за урбаните луѓе. А со токму за нив C3 Aircross како да е скроен. Мојот заклучок го потврдуваат и истражувањата кои велат дека генерацијата X, односно генерацијата која допрева доаѓа да станува потрошувач и платежно способна, не е заинтересирана за возила кои имаат врвни перформанси. Нив ги интересираат сосема други работи, а тоа е опременоста на автомобилот, конективните можности, како и безбедноста. Едноставно, новата генерација не сака да се заморува со возењето, туку сака да ужива додека престојува во возилото. Citroen сака да се врати во едно ново руво на пазарот. Неговиот менеджмент работи токму на тоа поле и полека, но сигурно зема замав. Auto-Best го препозна Citroen како производител кој има една поинаква
визија за иднината на автомобилите, па затоа и ја додели титулата на C3 Aircross, кој пак со својата технологија, изглед и удобност ја оправдува оваа титула. Цела 2018 година ќе биде во знакот на C3 Aircross, кој ја носи Best Buy титулата, односно автомобил кој најмногу нуди за вложените